Ваква била мојата фаца, ме сликале кога сум видел Венко кога изјави дека наследните парламентарни избори ќе победат. Таква фаца сум направил. Сум се искривил, вика, ту фаца. Да бе, може ќе победите, Венко, не е тоа спорно, само на наследните парламентарни избори, само што не кажан каде. У Бугарија на тие ќе победите, можда. Можда, оти. Знаеш шо? Ке парафразирам, вика, нема поголем бугар од побугарчен македонец. Ова парафразирам една реплика, мислам, од Нож, романот и филмот на овој, мислам дека беше не ми текна, на Црнјански или на, да, нешто, не е битно. Така да си знаете. И апропо, додека чекаме нашиве конечно да се свестат, да ги згаснат сите бугарашки портали у Македонија, кои што го трујат нашиот медиумски простор, етерот, така да речам. Ќе ви кажем една приказна. Сакате приказни да слушнете? Приказна, убава приказна. Апропо ова, нели, пошто на тие портали, у последно време, тие бугарашки портали вадат разноразни нивни вакви сподоби, ликчиња, кои што кажуваат како касно се освестиле дека се бугари. Читајќи многу книги, сватиле дека нашата историја е фризирана и дека вистина само на бугарската историја веруваат и дека се они бугари се освестиле. Апропо ова, да ви раскажам една многу поучна приказна. Ја кажал дедо ми, Втора светска војна. 44-та година, некаде пред Бугарија да свата дека на погрешна страна на историјата се наоѓаат и пред да свртат лево кон Кремљ и да му седнат на Сталин скут, неколку месеци пред тоа да се случи, некој си мајчин син, многу промучурен, македонец, одиво се пријавува у Македонско-Косовска ударна бригада, вика, дечки, јас сакам од денеска да се борам за Македонија, за Тито, за Југославија. Ова, кој си бе ти, брат? Јас сум, вика, од село, вика, во Струмичко, морам да ви признам кој сум, јас, вика, работев, вика, кувар, вика, во бугарска армија, во касарната, не знам, во Штип или каде било тоа, вика, кувар работев. И кога сакаа, вика, да ме преселат у, не знам, у Тетовската касарна или не знам што, или не знам кај требало да го пратат, он користи ситуација, дезертира, бега и доаѓа кај партизаниве. Вика, морам да ви признам, вика, добро бе, како у бугарска армија ти влезе овака, нормално го прашуваат, кој си, шо си, кога више признал од старт им кажува, знаеш, не крие човек. Бе, вика, така на сила, ме мобилизира, ме уценија, не знам што, пошто ме знаја предходно, не знам кај работел кувар. Не е битно, добро. И добро, супер. Ама вика, ние, вика, сега, вика, знаеш, немаме потреба толку од кувари, вика, нема проблем, ја можам, вика, и да се борам, вика, ова, она, не се, и така, овој станува партизан. Арно, ама, овие партизаниве исто биле мајчини синови. И се спријателуваат со него двајца партизани. Другари си стануваат, море, седат, у слободно време си пијат ракиичка, си мезат, пеат партизански песни, гушнати, вака, онака. Супер све. И у еден момент, ево една таква веселба, имало некоја предходно појма, неам, успешна акција,
седат, прославуваат, тамо некаде, и проаѓа тука еден фотограф на тоа партизански вестник, некој имало тамо, нели го печателе, нели, Бели Мугри, појма немам како се викал, не знам како се викал, нели. И фотограф што документирал партизаниве, ова ги сликал од време на време, и овие малце подпијанети, двајцава со овој што дошол од бугарска армија Куваров, и овој еден од другариве што многу се спријателиле, многу блиски станале. Му викнал, дојди вамо, може ли да не сликаш за спомен, вика тројцата, и трак, овој ги сликал. Арно, ама тие двајцата што се спријателиле со него, малце позадача се спријателиле, стварно убаво се дружеле, ама овие малце позадача се спријателиле со него. И овој што ги сликал фотографов, убава фотка направил и фотографијава, пратиле луѓе, човек пратиле, му ја дале фотографијата, му рекле, оди тамо Струмичко, ти види у Струмица, пошто им рекол. Не, им рекол од Струмица сум, не Струмичко село, од Струмица сум. Така нешто. Вика, оди, вика, провери, вика, у Струмица, кој е човеков, вика, а нема везе, овие вамо биле негде Западна Македонија, овој која као наводно избегал од кај бугариве, бугарска војска и отишла македонско-косовска ударна бригада. И оди човек со сликава у Струмица, млад дечко, некој овака, оди, прашува, го познаете овој човек, насликава овој у средина? Не. Го познаете овој? Не. Го познаете овој? Не. Овој го познаете? Не. Иде на пазар у Струмица. И под тезгите, овој го познаете, овој на една тезга, овој, да не го познаеш кој овој? Вика, го познам, овој, вика, од моето село. Кое е село? Некој е село околина на Радовиш, не Струмица, него околина на Радовиш, некој е село. Стварно, кој е човеков? Вика, од него, вика, дедо му, вика, комита, вика, беше се откажа, вика, не икеше да го види. Зошто? Па зашто, вика, бугарите, вика, кога дојдоа, вика, стана бугарин, вика, преку ноќ, отиде, вика, тамо кај нив, вика, многу луѓе, вика, предаде, вика, од селото, ги кажа, вика, ги искодоши, на овој, не знам, сестрата му била болничарка у партизанската болница, порано била, не знам, болница, не знам каде била, туку некој од градоиве, у Источна Македонија, па била Скоевка, па заминала у партизани, па он ја предал, дека е у партизани, па не знам, ги фатиле, ги малтретирале незиниве, дома, мајка, татко, не знам, ово исто така, шурува со партизаните, дојди ти вамо, го тепале, го мачале, дојди, некој го стрел. Значи, кодош бил. И благодарение на тоа, добива, после тоа, влегува во бугарскава армија, нели, и не работи како кувар, него работи, тамо добива чин. Уште од кога дошле бугариве, тамо негде од крајот на 41-42 година. И добива и чин у бугарска армија, значи не работел кувар. И партизаниве дознаваат, дека овој преку ноќ се освестил, станал бугарин и кодош. И нормално вика, дечко, дој малце ти се вамо. Кој рече дека си она ти? Ама знаете ја, ова све си признал. Ајде, сега излези надвор, го гледаш дзичано тамо, застане тамо и оп, толку била работата. Тоа е причата со новоосвестените бугари ден денес, која ги кажуваат на овие порталиве бугарашки, која ги херои прават од нив бугариве. Што тој ки излези и ки каже дека он е новоосвестен бугарин, така. Од прв до последен, не верувам дека меѓу нив има и некои што се заведени, што си имале порано проблеми и со дрога и со ова што ги лечеле тамо, тој ѓаволот што ги лечеше по мигорски. Но, генерално, повеќето од тие, кои што сега ги слушате по телевизија, кај што зборат за
дека уставот треба да се отвори, дека треба да бидеме пријатели, дека нема опасност во тоа бугарите да влезат во уставот, све се тоа, просто кажано, бугарски врховисти, ниеден од нив не е случајно, не се наоѓа тама на телевизија, да ги пропагира идеите, целите на бугарскиот двор. Умеѓу време, исто така, ќе видите дека у последно време, нели, да, и ова сакав да кажем, така да со нетрпение ги очекуваме нашите власти кои ќе почнат полека да ги згаснуваат овие портали, што шират антимакедонска пропаганда, што промовираат бугарски врховизам и радикални антимакедонски ставови, пренесуваат коментари, мемиња, кај што македонците страотно се исмеваат, кај што се споредуваат со мајмуни, итн. Со нешто што можете гадно да го замислите, има на тие мемиња кои што на овие портали излегуваат во коментари, кога некој од македонците, не знаеки за каков портал станува збор, нормално ќе се побуни на нешто што овие го објавиле, некој што го изјавил против Македонија, против македонскиот народ, и нормално македонци го коментираат. Пантера, а овие од другава страна, бугарашиве од тука, или бугари од Бугарија, претежно се бугари од Бугарија, ги вадат тие мемиња кај што се крајно навредливи, полни со говор на омраза против македонците. Затоа со нетрпение очекувам кога нашите власти полека ќе ги згаснат сите овие портали од прв до последен, и дури и да не истражуваат кои се, шо се, како се формирани, и да ги затворат од чиста мира, онака без некоја причина, нема да сгрешат, затоа што нивната функција е повеќе од јасна. Што сакав да кажам друго? Како што е тоа, нели, обичај, но во последно време повторно е засилен притисокот, пошто тоа се гледа и по нервозата кај одредени бугарски функционери да земе таа нивната министерка за надворешни работи, што е една преубава жена, мислиш, избегала од страниците на Вог. Тоа блешти од убавина кој ќе влезе ја мислам, кој ќе влезе у просторија. У третја око ја претвара секоја просторија. Тоа вибрира све тука. Толку е убава. Просто ја не знам зашто светот губи едно такво фотогенично лице на сметка на тоа што работи една безвезна работа министер за надворешни работи на една држава. Треба да ги краси насловните страни на сите можни светски списанија, медиуми, појма немам. Не бит. И по таквите изјави на ваквите големци бугарски и нивната нервоза у последно време, кога кажуваат работи од типот нема отстапување, Македонија мора да го отвори уставот, да ја внесе во уставот бугарската заедница од Македонија, кои што се, нели, 3000 луѓе. Ви кажав повеќето што се од нив, особено тие кои што ја водат таа заедница, тоа се бугарски врховисти од прв до последен, платеници, и во врска со тоа, со нивните нервозни изјави упатени кон премиерот, полни со омраза, со нивните медиумски мегафони у Македонија, како што е да кажеме Благојче, пак ќе те спомнам Благојче, со него сум бил неколку пати во емисија, само вистина гостин. Благојче 6 гостину последно време на одредени медиуми, го викаат за долупета глупости од типот дека Македонија ќе платила премногу мала цена ако ги внесе бугарите во уставот за влез во ЕУ. Тоа е било многу мала цена. Шо е бе тоа? Ништо. Ги внесуваме бугарите уставот.
Кокај Зуко да купуеш семки, ма поевтино од семки. Нема везе, толку било ефтино. Врска се со оваа работа и на Благоевче, и на оваа лепотицава, бугарскава министерка за надворешни, што уште еднаш ке повторам, штета е, што незиниот лик не е на насловната страна на ВОК, туку мора да гледаме на телевизија во функција на министер за надворешни. Штета, жено, штета. Па затоа, одговарајќи им на нив, апропо ниската цена, ќе ви одговорам на вас, пак ќе ви повторам, затоа што знам дека на овој народ му треба многу повторување да запамти некои работи. Значи, пријатели мои драги, пријателки, уште подраги на Фејсбук и секој што ме гледа, нема ништо наивно, нема ништо добро чудно во барањето на Бугарија да го отвориме уставот и ја примеме таа така наречена бугарска заедница во Македонија, да ги примеме во уставот како рамноправен, како етнос, како бугарски народ во Македонија. Нема ништо наивно. Зошто сум кажувал, ќе ви кажам пак на кратко. Планот, бугарскиот план, да го отвориме уставот и да ги примеме така наречените бугари во Македонија во нашиот устав, е прво скалило, прв стадиум во долгорочниот план за демонтирање на македонската држава, за демонтирање на македонскиот идентитет. Од кои причини, сум ви кажал и порано, тоа е само прво скалило, ке следат такви барања, со што во сред Македонија ке инсталираме крајно непријателска, фашистичка образовна програма, пропаганда, значи медиуми, итн, квоти, други барања за прослава на празници бугарски, кои што во својата суштина се страотно антимакедонски, затоа што припаѓаат на идејата на голема Бугарија, на Сан-Стефанска Бугарија, итн. Фактички ќе се само понижиме, ќе се само поништиме, без испукан куршум од бугарска страна. Ќе се само утепаме, практично. Во меѓувреме, додека не кочат со други услови за влез во ЕУ, тие ќе си ја работат работата, што ја работеа до сега, ќе нудат уште пасоши на многу полесен начин, имајќи образовни институции високи и тука во Македонија, ќе нудат стипендии на сиромашни семејства, сиромашни деца, ќе им нудат бесплатни школувања практично од тие образовни институции и нормално дека ќе им го перат мозокот за они утре да се освестат после на 22-3 години пред да дипломираат или кои ќе дипломираат и кои ќе јавно ќе мораат да кажат, пошто нели некој тоа мора да го плати, што ти го овозможил, тоа се плаќа другачие, цената е тука Благојче многу повисока. Кои ќе индоктринираат, врбуваат, заведуваат наша младина, кои ќе ги купуваат со стипендии, дипломи, кои што имаат, нели, валоризирани, како се вика тоа, нострифицирани, може да студираат после и надвори, така натаму, и на еден многу перфиден начин ќе влезат, тоест ќе почнат да ја, кај оние што се послабите, кај оние што се помалку разумни, ќе почнат полека, полабилни психички, ќе почнат полека да ја менуваат нивната свест и перцепција за тоа кој се, што си, од кај се.
Така да, Благојче, можеш ти муабетите за мала ниска цена за Бугари уставот да ја продаваш на тие што те викаат по нивни телевизии, подкасти, курсе тресе. Не можеш да ја продаваш на оние кои што размислуваат со своја глава. И просто сум шокиран, најмал зборе тоа, зошто во Македонија таквите ликови, као овој што ви го спомнувам, а и што ги викаат тама по тие некои портали, телевизии или како да ги наречам подкасти кои што му се непријатели на премиерот на оваа власт, можам да разберам зошто ги викаат тама, него не разбирам зошто ги викаат на национални телевизии да ги слушаме нивните кошмарни предвидувања за Македонија и македонците, доколку не ги примат бугарите во уставот, и да ги слушаме нивните инструирани, наметнати ставови, глумејќи марионети, не, глумејќи политички аналитичари, во суштина се марионети на бугарскиот двор и нивната шовинистичка негаторска политика кон македонците. Зошто ги викате ова упатено до директорите, собствениците на телевизиите со национална фреквенција? Зошто ваквите изроди? Зошто ваквите субверзивни, непријателски елементи ги викате на ваши емисии во ваши телевизии да ја трујат македонската медиумска сфера и македонската јавност? А ти, Филипче, јас ти посакувам се најдобро на наредните избори во Бугарија и сите навиваме за тебе да победиш таму. Штета што не можеме да гласаме на наредните парламентарни избори во Бугарија, затоа што, види, ја, еве, да имав бугарски пасош, Филипче, не со кола у Бугарија. Не мораше ни вие као партија со автобус да ме носите на гласање. Ја на една нога ќе одскакутав до Пазарџик или Ќустендил и тамо ќе гласав со бугарски пасош за тебе и за твојата партија. Вие, после се што направивте, заслуживте да победите на наредните избори в Българија. Заслужена ќе ви биде победа. Штета, Филипче, штета, душа моја. Штета што немам бугарски пасош. Меѓу првите ќе бев тамо да гласам за тебе. Три сата пред да отворат гласачките кути, ја ќе бев тамо. Ке доручкував кајгана со сланина вака у тенџерче и тука. Пошто нели нема ништо отворено. Не, 3 сата пред да отвори кутије. Главен јаке цела ноќ сум патувал прв да стигнам да гласам за теа. И тоа не ви е лоша идеја да ви кажам, следните избори си се пријавите у Бугарија. Немате утка. Тоа ќе биде огромен камбек. Огромен камбек. Вака. Како викаат? Пубо прв у селото, отколку последен у град. Вие последни овдека стана. Мислам, предпоследни. Тоа е ко последни. На последни избори у град Скопје на локални.
Затоа е болje прв у село, заеби ти таа работа. Ќе бидеме у контакт. Само продужи значи, многу убаво напредуваш, те гледам. На добар пат си да ги надминеш и Ритко, и Боки Триненска, и Кейт, како си. Значи, на многу добар пат си. Само не попуштај сега. Газ до даска. Газ. Со газот до даска. Мислам кај Бугарија. Стануеш мега звезда, веруjem. И на избори ќе победиш. Па може и премиер ќе им станеш на Бугарија. Кој ги знае? Имаш ти традиција семејна, така да имаш добри односи да развиеш со Бугарија. Пријателски, блиски односи. Ја семејна традиција, дам нешто. Ај се гледаме, чао.